училиште на кое што одиш пред да работиш? Школа за големи. Огромно училиште за родители. Деца што одат поголеми. Снимање на шо. Па како да учи на факултетот. Студент, не ме дегнува. Да, чичко ми е градежен инженер. Ако градиш куќа нова, тоа е инженер. За цртање. За да можат луѓе да поминуваат преку реката. Па на реката Вардар. Зашто е обоен у бел и е со камења и залепен и што не може да се скрши. Место каде што се поминува наместо да пропаднеш или во вода или на улица. Кога нешто има доле и нешто река или нешто, липат и после мостот и да колите по него. Не знам како да ви објасна. Преку вода, кога вака поминуваме. Мостот е да поминеш пред водата да не паднеме доле. Мост е како река да има и после мост. Тунел е дупка. Како пештера, но само што има патека доздола и како е затворено и е поголемо. Место кај што поминуваат колите за да забрзаат. Едно дупче, можеш да влезеш во него, ако сакаш. Не горе, само едно вака и нема дупки и да коли по него. Една огромна пештера. Тунелот не служи за да поминеме низ планина. Местото кај што одиме на одмор и кај што одиме во Темиркапија и сет. Автопат. Не знам. Пат на кој што се оди кога се оди на одмор. За возење кола. Брзо. Возење. Нема никој нешто, нема дупка, нема ништо, нема затворено. Само идат колите. Да идеме негде. Пат кој те вози кај што треба да одиш, например, во Германија, ваму, таму. Кај што е крив патот. Кога вртиш или лево или десно. Некогаш кога ќе се искриви патот. Колите се вртуваат тоа, значи, колите мора да се вртаат на кривина. Автопат, ама што се криви малце. Негде да паднеме. Како кога има пат, ама вака да како кружен тек. Ама само с половина од. Ја знам што е бетон, ама не знам кој е делче. Не знам што беше бетон. Како пат од цигли со правоаголници. Бетон е сиво и... Па, мислам, тоа е за прајање куќи. Бетон знам што е, ама не знам како да ви објаснам. Кај мене дома има бетон. Тоа е бетон. Кога се тресе планетата. Јас кога спиев тоа се случи и се разбудија мама. Да ја не досеќав, јас само спиев. Кога земјата ќе се стреса. Кога земјата се тресе и кога а тоа се случува кога ќе се удрат некои камиња во вселената. Земјотрес е кога се мрда нешто. Нешто ќе удри. Нешто ќе удри. Па се тресе земја и куки може малку. Земјотрес е кога планетата се
треси и паѓа и се треси цела планета и како се треси, се сите се тресат. Земјата се нешто да пукне. Кога земјата ќе се мрдне цела, вака цз. Кога се полни планетата со вода. Поплава е кога ќе се истори многу вода во веце. Нешто ќе дојде како голем бран и поплава. И затоа кога некогаш како во Србија имало една поплава, ама во која што врнело многу и се направил цел град во поплава. Не знам, како со многу вода. Поплава е нешто огромен проблем. Вода. Некој да се поплави. Например сега, ако имаш до тебе океан и ако ти дојде цела вода или ако оставиш чешма уклучена дома, па цела поплава. Еве од Вардар да се напунила многу вода и та истекло на пола град или на сите градови. Голема зграда и мала куќа. Куќа. Голема. Роза. Камен мост на Вардар. Па куќа од дрва и напред да си направам кревет и чешмата. Зграда. Многу голема. Зграда. Голема. И ставил две бои. Зелена и после сина. И прозори. Како сите згради имат прозори. И светло треба натре. Огромна кула од Франција со љулјашки и згради. Театар. Убав. Црвена и златна. И бела. Куќа со огромен базен, колку со дијава. Сакам да бидам палеонтолог. Пронаоѓа коски од диносауруси. Јавно одвинителка. Готвач. Учителка. Докторка. Сакам да бидам глумец. Некојаш ме интересирало како инженер да градам работи.